Добро вечер, централно издание на вестите, еве ги настаните на денот. Одложена расправата за законот за јазиците. Поништувањето на изборот на судиката Дуковска зауставен е правен преседан. Предлогот за нов гувернер на Народната банка наместо денеска одложен за неколку дена. Силјановска разговарала со тројца кандидати. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Опозицијата бара повеќе детали од договорот со Велика Британија. Обвинува дека начинот бил неевропски. Се задолжуваат следни кој знае колку генерации да враќаат милиарди евра за инфраструктурни проекти. Мицкоски очекува големи придобивки. Веќе два типа на проекти се договорени за работа. Ставени во функција електронски алки за следење. Ке се намалува пренатрупаноста во затворите. Позитивните закони во Македонија овозможуваат на 3 категории затвореници да имаат алки. Уставен ја одложи подготвителната седница за законот за употреба на јазиците, откако управниот суд по 2 години донесе одлука да го поништи изборот на судиката известител во предметот Елизабета Дуковска. Од уставен, поништувањето на изборот на Дуковска го нарекоа правен преседан. Деталите од Михајло Видимлиски. Ниту во јуни нема да има подготвителна седница на Уставниот суд за законот за јазиците, откако првично таа беше презакажана поради трагедијата во Кочани. Сега е одложена на неодредено, откако Управниот суд го поништи изборот на уставната судијка Елизабета Дуковска, која е судија известител за овој предмет. Одлуката ја донеле уставните судии на работен состанок денеска, меѓу другото и поради тоа што судот има заклучок за законот за јазици да се постапува само во полн состав од 9 члена. Околу останатите одлуки во чие носење учествувала Дуковска, од уставен вела дека се конечни и извршни и нема по службена должност да ги преиспитуваат. Уставниот суд не ја коментира пресудата на Управниот суд, постапувањето на сите инволвирани органи, како што се Судскиот совет, собранието и управните судови во овој случај. Предизвикаа правен преседан, кој создаде правна состојба со која ниту еден досегашен состав на Уставниот суд се нема соочено. Таквиот правен преседан несомнено создава правни импликации во постапувањето на Уставниот суд во согласност со неговите надлежности. Управен го поништи изборот на Дуковска, постапувајќи по тужба од Антоанета Димовска, сега членка на Судскиот совет, која во 2023 беше меѓу трите кандидатки за уставен судија, што треба да биде избран од редот на судиите. Но откако Дуковска добила над 8 глас, гласањето не продолжило за двајцата преостанати кандидати, што Управен го смета за противзаконско. Судот наоѓа дека со ваквиот начин на гласање на членовите на Советот, односно со негласање по останатите два предлози, оневозможена е еднаква примена на правилата на постапката за сите кандидати, со оглед дека само еден кандидат добил можност за реална поддршка преку гласање, а на другите два кандидати им е ускратена можност да имаат ист третман и еднакви можности при изборот, иако претходно сите три кандидати биле поддржани од членовите на Советот. Од Судскиот совет нема официјален став за пресудата на Управен, но министерот за правда смета дека тие се одговорни за нејзино спроведување. Должност на Судскиот совет е согласно препораките, односно пресудата на Управниот суд, да ја повтори постапката, да ги зема во предвид препораките и да достави нов предлог до собранието. Сепак во пресудата не пишува, а надлежните институции засега немаат одговор што ќе биде сега со мандатот на Елизабета Дуковска, избрана за уставен судија од собранието на 9 години. Според уставот, тој може да биде прекинат или со оставка или со правосилна пресуда, која предвидува затворска казна од најмалку 6 месеци. Разрешување не е предвидено. Иако најавен за денеска, сепак предлогот за гувернер на Народната банка ќе биде доставен во наредните денови. Председателката Гордана Силјановска-Давкова вели дека потребни се уште неколку дена за да ја донесе конечната одлука, а викендов, како што откри, имала и разговори со тројцата потенцијални кандидати. Деталите од Сандра Спасовска.
Иако најави дека денеска ќе го достави предлогот за нов гувернер на Народната банка, сепак председателката Силјановска-Давкова конечната одлука ќе ја донесе деновиве. Викендов, како што посочи, имала разговори со тројцата потенцијални кандидати, сегашната гувернерка Анита Ангеловска-Бежоска, поранешниот министер за финансии Зоран Ставрески, неговиот претходник и актуелен председател на Советот на град Скопје Трајко Славевски. Силјановска вели потребни се уште неколку дена да ја донесе конечната одлука, бидејќи станувало збор за тројца исклучително искусни кандидати. Причината е мојот долг, плоден разговор со тројцата потенцијални кандидати. Сите се извонредни. Ме запознаа со она што го правеле во животот, со биографиите, дополнително ќе ги достават. Кога разговарате со секој од нив повеќе од час и половина, во голема дилема сте. Ова значи дека на утрешната собраниска седница нема да се гласа за нов прв човек на Народната банка, како што досега се најавуваше. Но иако 7-годишниот мандат на Бежоска истекува на 22 мај, тоа нема да го доведе во прашање работењето на институцијата, бидејќи согласно закон, се до избор на нов гувернер, Бежоска ги има истите овластувања. Член на Советот на кој му истекол мандатот до именување на нов член ги исполнува истите овластувања и ги извршува истите задачи утврдени со закон. Се наведува во член 55 став 3 од Законот за Народна банка. Премиерот Мицковски во изјава за медиумите денеска посочи дека деновиве ќе има нова средба со Силјановска, пошто очекува до крајот на неделава председателката да има конечен предлог и уверува дека немаат несогласување околу ова прашање. Знам дека имаше одредени консултации во текот на викендот председателката. Предпоставувам дека деновиве ќе треба уште еднашка да се видиме, да поразговараме. И потоа сум сигурен дека до крајот на неделата или во рамките на оваа недела се точно би требало од кабинетот на председателката да дадат одговор кога ќе биде испратен предлог. Освен Бежоска, Славевски и Ставревски, во јавноста за нов гувернер се споменуваа имињата на Маја Кадиевска Војновиќ и универзитетскиот професор Борче Триновски. Гувернерот го предлага председателот на државата, а се избира во собранието, за што е потребно просто мнозинство, односно 61 глас од вкупниот број на пратеници. Нов железнички колосек па реконструкција на постојната траса од Табановце до Гевгелија. Објавени деталите за проектот од стратешкото партнерство со Велика Британија. Првата ќе биде целосно електрифицирана со современи системи за сигнализација и контрола на сообраќајот. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски најави дека месецов пред највисоките партиски органи ќе предложи листа со имиња за градоначалници на локалните избори. По завршување на процесот за номинации и СДСМ најави дека првите имиња ќе бидат соопштени до крајот на мај. Јана Јосифовска со деталите. До крајот на месецов Мицковски пред највисоките партиски органи ќе предложи листа со десетици имиња за идни градоначалници на локалните избори. Предлозите, како што кажа, ќе ги даде на седница на извршниот комитет следната среда на 28 мај, а ако добијат зелено светло, ќе одат на Централен комитет за да се одобри нивната кандидатура. Мицковски е уверен во голема победа на локалните избори, наспроти опозицијата, а поредовниот партиски конгрес до крајот на годината најави и структурни промени и во ВМРО-ДПМН и во владата. Јас очекувам врз основа на бројките кои што ги добивам убедлива победа на ВМРО-ДПМН и коалицијата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Можеби онаму каде што е конкурентен СДСМ се 2 до 3, максимум 4 општини. Иако да бидам искрен, ако вака продолжат неодговорно да се однесуваат, можеби и да немаат освоена општина на следните локални избори. До крајот на месецов ќе бидат познати и првите кандидати за градоначалници и од опозицијскиот СДСМ, најави партискиот лидер Венко Филипче. Но тој не се согласува со прогнозите на Мицковски и очекува граѓаните да ја казнат власта за како што смета лошото владење. Очигледно е дека чаурата на власта во која што оваа власт се наоѓа е се потесна. Не се свесни за револтот и гневот кој што луѓето го чувствуваат заради многу работи. Како ќе биде резултатот на локалните избори, тоа само
може да го кажат граѓаните и ќе го кажат во каква Македонија сака да живеат. Владината коалиција практично се распаѓа. Не цела година дена после формирањето, коалициони партнери заминуваат. Лидерот на СДСМ кажа дека оваа недела ќе се сретне со Таравари да разговараат за евентуална соработка. Мицкоски пак за деновиве најави средба со Вреди, по која ќе биде појасно кој ќе остане, а кој ќе си оди од владата, откако Таравари одлучи да оди во опозиција. Се поизвестно е дека вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи нема да го следи Таравари, а министерот за европски прашања Орхан Муртезани очекува и други пратеници да го напуштат Таравари по примерот на Салим Сулеймани, кој најави дека поднесува оставка од сите партиски и од функцијата пратеник во собранието на крилото од Таравари и да се приклучат кон владеачкото мнозинство. И актуелната заменик министерка за одбрана кадар на Алијанса Елфета Исмаили ја напушта владата откако нејзиниот партиски лидер Арбен Таравари минатата недела даде оставка од функцијата министер за здравство. Исмаили меѓу другото наведува дека нејзината оставка е резултат на продлабочена лична и професионална проценка, како и неопходен чекор и во согласност со нејзините убедувања. Инаку таа деновиве објавуваше статуси со поддршка на Арбен Таравари. Во контекст на актуелните превирања во Алијанса, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи вчера на членството и симпатизерите им порача дека тие не се само поддржувачи на партијата, туку чувари на кауза и идеал кој никогаш не бил продаден или наветнат. Ние сме гласот на патот кој никогаш не минува преку Али Ахмети, порача Фетаи. По критиките од власта се огласи и Таравари, коментирајќи дека достоинството на албанците не се продава за министерско место. Патот на промени не поминува со продажба на претеничката позиција за да се стане амбасадор во Арабија, стои во неговата објава. Опозицијата бара детали од договорот за стратешко партнерство со Велика Британија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција од партиското седиште начинот на кој е земен заемот го оцени како неевропски. Премиерот Мицкоски пак очекува придобивките од договорот да се зголемуваат. Ивана Стојановска. Од СДСМ го поздравуваат стратешкото партнерство со Велика Британија, но не и пристапот на владата за делот од договорот кој предвидува заем од 6 милиарди евра. Лидерот на СДСМ Филипче ја повика власта да ги изнесе сите детали од договорот меѓу двете влади околу висината на каматната стапка и потеклото на парите, прашувајќи и дали премиерот иако одбил да се градат мигрантски кампови во Македонија, сепак порачал дека е отворен да разговара на оваа тема. За Филипче ваквиот начин на склучување договор е антиевропски, бидејќи доколку земјава биде дел од ЕУ, ќе може истите проекти да ги гради со грантови од европските фондови, наместо со кредити кои ќе треба да се враќаат со децении. Подржуваме стратешкиот договор со Велика Британија. Ќе гласаме во парламентот. Одличен потек. Меѓутоа се бара заем од неколку милиарди со огромни или какви и да се камати, а при тоа на европскиот пат кој што оваа влада го блокира, можно е да стигнеме до грантови, неповратни средства, гратис за истите тие проекти, за кои што се земаат тие огромни милиарди, извинете, тоа е антиевропски. И ако сакате, тоа е непатриотски. Се задолжуваат следни кој знае колку генерации да враќаат милиарди евра за инфраструктурни проекти. За премиерот Мицкоски пак придобивките од договорот со Велика Британија ќе се мултиплицираат и ќе донесат само бенефит и подобар живот за сите граѓани. Вели дека земјава е пред трансформационен период и уште еднаш ги посочи проектите кои ќе се реализираат благодарение на заемот од 6 милиарди евра. Веќе два типа на проекти се договорени за работа. Едниот е реконструкција, модернизација и изградба на уште еден колосек на пругата која што е дел од коридорот 10 од Табановце до Гевгелија. И втората група проекти се практично во здравството. Тоа е конечно завршување на клиничкиот центар Штип, заедно со медицински факултет и студентски дом со 200 легла. Конечно завршување на болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница во Тетово. Согласноста за договорот за стратешко партнерство беше постигната во Тирана на средба помеѓу македонскиот и британскиот премиер на маргините на самитот на Европската политичка заедница. Ќе биде потпишан до крајот на неделава во Лондон од страна на високи делегации од македонската и британската влада, пошто се очекува да бидат познати сите детали околу условите по кои ќе бидат позајмени парите.
Со средствата од договорот за стратешко партнерство со Велика Британија ќе се обновува железничката пруга долж коридорот 10, вели директорот на Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски. Според него, брзата пруга ќе се гради 5 години, а железничката станица во Скопје ќе се поврзе со аеродромот. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Прво изградба на сосема нов железнички колосек, па реконструкција на постојната траса од коридорот 10 од Табановце до Гевгелија. Предвидува проектот кој ќе се гради со парите договорени со стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Директорот на Македонски железници инфраструктура Синиша Ивановски кажа дека се очекува изградбата да започне за 9 месеци, а рокот за изградба ќе биде 5 години, пошто Македонија ќе има 2 колосека брза железница. Ќе изработиме проектна задача за максимално одржливо решение за целосна реконструкција на постоечката траса и кревање на брзината до 160 км на час и до 120 км на час за товарниот сообраќај. Паралелно со ова постоечка траса ќе се изгради и целосно нова пруга. Значи ќе имаме 2 колосека. Изведувачот во исто време ќе биде и проектант, а одговорноста за проектирање и за изведба паѓа на изведувачот во целост. Пругата ќе биде целосно електрифицирана со современи системи за сигнализација и контрола на сообраќајот. Паралелно од есенва Ивановски најави и реконструкција на железничката пруга од Драчево до Илинден и од Зелениково до Скопје за решавање на актуелниот проблем кој граѓаните го имаат со железничкиот сообраќај. Се планира и пуштање на железнички сообраќај од аеродромот Петровец до железничката станица во Скопје, која исто така ќе биде реконструирана. Од сега наредна година дена како инфраструктура ќе дадеме максимални напори да рехабилитираме дел од нашава траса во државата. Веќе во моментов имаме посериозни активности на повеќе од места каде што има движење со 20 на час и 30 да го вратиме приближно до проектирана брзина. Најавувам целосна реконструкција на делот од Рачево до Илинден, кој што се случува сега ова лето и ова есен. При тоа делот од Зелениково до централна станица во Скопје ќе биде дел од градскиот воз кој што ќе се исто така реконструира некаде ова есен. Ивановски рече дека не се откажуваат ниту од коридорот 8, на втората делница од пругата кон Бугарија, од Белјаковце до Крива Паланка. До сега има прогрес од околу 30%, но третиот дел од Крива Паланка до границата со Бугарија се уште е предмет на дискусии и ќе се гради дури откако ќе се постигне согласност со Софија. За делот од пругата кон Албанија пак посочи дека поголем проблем е насоката што се чека од УНЕСКО за Охридското езеро, зашто заедно со Албанија добила грант од 1 милион евра за изнаоѓање техничко решение. Наша одговорност е уставните измени да бидат последниот билатерален услов, вели министерот за европски прашања Орхан Муртазани. И на нас од почетокот ни е јасно дека нема начин како да се избегнат уставните измени, меѓутоа наша одговорност е тие уставни измени да бидат последниот билатерален услов. За нас нема проблем ако сите земји членки имат дополнителни барања, меѓутоа тие дополнителни барања да бидат во склоп на реформите и европските стандарди, а да не бидат претворени во блокади и да не содржуваат билатерални прашања. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски би прифатил да биде министер за здравство, но со соодветна замена во фондот. Напомена дека мора да се предвиди комплетно решавање на кадровската екипираност во секторот здравство. Сања Трајковска-Ставров. Ако има добар кадар што може да ме замени на функцијата директор, би прифатил да бидам министер за здравство, вели Сашо Кликовски, кој сега раководи со Фондот за здравствено осигурување. Тој по брифингот посветен на повредените во Кучани кажа дека ако му биде понудено, би раководел со секторот здравство, но само ако има решавање на кадровската екипираност. Да. Со соодветна замена во Фондот за здравство. Ќе бидам отворен за разговор во зависност од потребите. Меѓутоа повторно ќе кажам дека во Фондот за здравствено осигурување има многу што да се работи, така да било какви рокади мора да предвидуваат комплетно решавање на кадровската екипираност во секторот здравство.
Првиот човек на фондот и заменик министерот Јовица Андовски по критиките во јавноста за недостатокот на кадар и услови за лекување во Кочани тврдат дека сите пациенти се згрижени, а најавија дека од утре лекари и експерти од неколку скопски клиники ќе заминат во Кочанската болница за дополнително да ја утврдат состојбата на повредените. Во наредните денови ќе се врши од страна на тим на специјалисти од пластика, од карел, од градска општа болница 8 септември, од Светинава Мохридски и од токсикологија, ќе се вршат прегледи во Кочанската болница и евалуација, повторно, односно реевалуација на сите пациенти кои што се вратени од странство, а не само на кои што се вратени, туку на сите пациенти кои што беа третирани во нашата земја. Моментално во Кочанската болница тоа што фали го надополнуваме од клинички центар од Скопје и од Козле. Сите пациенти имаат телефонски броеви од нашите тимови кои што работиме, значи од сите наши доктори, и може да ги бараат во секој момент кога имаат потреба од некое прашање или од преглед, од соодветен третман. Вкупно 11 пациенти од повредените во пожарот во Кочани се уште се лекуваат во странство, а на 18 кои се хоспитализирани во Македонија им е потребен хируршки зафат. Само една пациентка сместена во приватна болница во Скопје е во тешка состојба. Искрчани се фотографиите од 5 мина штипјани загинати во пожарот во Кочанската дискотека, кои беа поставени на градскиот плоштад Слобода во Штип. Фотографиите беа објавени на социјалните мрежи од роднини на починатите, кои утринава го забележале вандализмот од страна на непознати сторители. Во пожарот во Кочанската дискотека Пулс загинаа Филип Стевановски, Александар Коларов, Александар Ефремов, Дамјан Таневски и Филип Ивановски. Нивните фотографии беа поставени на градскиот плоштад Слобода на 16 март, кога се случи трагедијата во која животите ги загубија 62 лица. Во функција се ставаат електронски алки за издржување казна куќен затвор, најави директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов. Според него, како што посочи на денешната пресконференција, целта е да се намали пренатрупаноста во затворите низ земјава. Повеќе од Здравко Димитров. Мал ден за човекот, но голем за затворскиот и правосудниот систем во Македонија, рече директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов на презентацијата на електронските алки во тренинг центарот во Идризово. Целта на нивното воведување е намалување на пренатрупаноста на затворите. Пандов појасни кои осуденици ќе можат да продолжат со издржување на казната од дома. Позитивните закони во Македонија овозможуваат на 3 категории затвореници да имаат алки, тоа е на стари изнемоштени лица, на бремени жени или жени мајки со мали дечиња, и третата категорија е на тешко болни, односно луѓе со инвалидитет. Ако вие излезете од периметарот во кој што вие поставена алката, веднаш ни сигнализира на нас, ние подоцна се јавуваме на осуденото лице, затоа што во секој рутер има сим картичка, звониме кај него, ако не се јави, има право на едно негово блиско лице од семејството или кое што живее со него ќе го побараме, ако не се јави и тој или нешто изводат, се јавуваме во полиција. Според министерот Филков, овој процес е резултат на сериозна работа и посветеност на Министерството за правда и управата за извршување санкции и поддршката од партнерите, што е чекор напред во реализацијата на европските стандарди за издржување на казните и унапредување на човековите права. Тие се символ на една нова, современа пробацијска политика. Преку нивно користење овозможуваме алтернатива на затворот, намалување на пренатрупаноста во казнено-поправните установи, подобра ресоциализација и поголема безбедност на граѓаните. Тоа е јасна определба дека правдата може да се спроведува со достоинство и почитување на човековите права. Директорот на управата за извршување на санкции посочи дека во моментот во македонските затвори има 2300 затвореници и околу 400 притвореници, но само 60 од нив ќе можат да бидат корисници на електронските алки и новиот модел на издржување казни. Пандов на новинарско прашање за неодамнешното опожарување на неговата викендица рече дека има осомничени, но дека сторителите се уште не се пронајдени.
Канабисот е најкористена дрога во Македонија, а 53% од корисниците на канабис признале дека возеле во рок од 4 часа по консумирањето, покажува извештајот на Институтот за јавно здравје. Оттаму вела дека најголемиот дел од испитаниците користеле марихуана за да се опуштат, но и за да се изборат со стресот. Повеќе од Јорданчо Цветановски. Марихуаната е најчесто употребувана дрога во земјава, покажува извештајот на Институтот за јавно здравје, кој е дел од европското веб истражување за дроги за минатата година во земјава. Ја конзумирале 32% од тие што посегнуваат по овие нелегални супстанци, а поразителен е фактот што над половина од нив кажале дека управувале возило додека биле под дејство на канабис, кој го користеле дури и на работни места или во училишта. Повеќето од учесници кои што биле предмет на ова испитување почнале да користат канабис за прв пат на 16 години. Употребата на повеќе дроги во исто време била честа појава кај корисниците на канабис, со истовремена употреба на тутун и истовремена употреба на алкохол или некои други психотропни супстанци. Канабисот исто така најчесто се користел дома, во природа или на јавни места, но и на музички фестивали и во клубови и барови. Во однос на причините за користење на канабис, директорката на Институтот за јавно здравје Андоновска вели дека најголем процент од луѓето го правеле тоа за намалување на стрес и за опуштање. Дури околу 50% изјавиле дека користат канабис за да се забавуваат и за да го подобрат своето спиење. Кога се однесува во врска со стресот и релаксацијата, повеќе од 30% од испитаниците користеле канабис за да ја менеџираат тагата, депресијата, анксиозноста, проблемите со спиење и проблеми поврзани со расположението. Освен марихуаната, дел од граѓаните најмногу користеле и бензодиазепини без рецепт, но и производи со канабидол и кокаин, кои ги мешале со алкохол. Извештајот покажува дека е мал бројот на лица кои побарале помош и се пријавиле за третман, и тоа само за неколку видови на дроги во изминатите 12 месеци. Најчести причини за избегнување третман биле стравот од стигма, правни последици и загриженост за доверливост. Еден од најголемите експерти во фетална медицина, Николаидес Кипрос, ке едуцира доктори на клиниката за гинекологија и акушерство. Како што информираат од клиниката, ова е можност за сите доктори од Македонија да земат учество и да бидат дел од можностите што ќе ги нуди професорот. Повеќе од Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Кипријанос Кипрос Николаидес, најдобриот гинеколог и акушер во светот и пионер во феталната медицина, во делот на подобрување на грижата за бремените жени од денеска во Скопје, каде ја прими титулата почесен професор на медицинскиот факултет при УКИМ. Првиот човек на истражувачкиот центар во Лондон во Скопје одржа предавање и покани доктори од гинекологија за едукација во Лондон и во Грција, каде може да ги научат најновите методи во феталната медицина. Посебен акцент светскиот професор стави на вештачката интелигенција и пренаталниот скрининг, каде објасни дека прегледите ќе бидат со апарат, што за неколку секунди ќе даде диагностика и потсетува на прегледите од серијата Звездени патеки. 6 ultrasound companies have incorporated artificial intelligence in their routine scans. And it is now possible to take a transducer and do 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then leave it, and within a few seconds, the machine will tell you how many babies, 1 or 2 or more, how are they presenting, head down or head up. Клиниката за гинекологија и акушерство под покровителство на Кипријанос ја има отворено единицата за фетална медицина. Професорката Данева објасни дека се овозможува знаење за скринингот на фетални неправилности кај плодот, уште во утробата на мајката, како и акцент на високиот крвен притисок кај трудницата. Преку националната програма за мајки и деца да го користат овој иновативен пристап, односно да имаат можност преку тестот да ја скринираме преекламсијата, односно навремено во првите 3 месеци да може да ја детектираме и соодветно да ги заштитиме.
Професорот Кипријанос вчера беше на клиниката, каде со директорката на клиниката Папестиев заедно со колегите разговараа за сите потребни едукации и опрема што ја има клиниката и можноста колегите да заменат на едукација. Многу пати некогаш е добро да се диагностицираат некои аномалии или хромозомопатии за кои што ние нема потреба да ја прекинеме бременоста, меѓутоа истите тие би се изменаџирале и би се третирале. Доколку има оперативен третман за тоа, ние би ги пратиле соодветно по породување да се направи кај детските хирурзи операција. Од друга страна, ако се откријат некои аномалии или некои хромозомопатии кои што се инкомпатибилни со живот, добро е навремено да се каже на пациентката и да се советува таа да ја прекине својата бременост. Кипријанос посебен акцент стави во делот на потребна едукација во целиот работен век, бидејќи тоа прави подобар доктор и грешките се помали. Александар Видиновски со своите гости во ново издание на Само вистина во продолжение на Канал 5. Останете со нас.